Штип ја донесе програмата за работа за наредните 3 години во делот на патната инфраструктура. За 2 големи проекта ќе се трошат над 70 милиони денари, 50 милиони ќе се потрошат за изградба на обиколницата околу градот, а 21 милион се наменети за асфалтирање на улиците во Стар Караорман. Првиот проект е обиколницата од улица Гоце Делчев према Борис Крајгер преку Брегалница, која што ќе значи спојување на регионалниот пат Скопје општина Карбинци. Потоа вториот проект е проектот за изградба на улици, односно реконструкција на улици во село Караорман. Тоа ќе биде во должина од 1 километар. Бенефитот е тоа што во селото ќе има асфалтирани улици. Изградбата на обиколницата доби подршки од советниците од СДСМ, но кога во прашање беа улиците во Караорман, тие имаат друг предлог. Делот од програмата кај што се предлага реконструкција на улици во село Караорман да биде ставен во програмата за уредување на градено земјиште или за програмата за реконструкција на локални патишта и улици за 2017 година, а во развојната програма да влезе целосна реконструкција со вклучено проширување на улицата Славчо Стојменски. Но улицата Славчо Стојменски во Штип, која е исклучително фреквентна, е проблематична за реконструкција. Мислам дека проектот за сега, барем во оваа развојна програма не може да се стави, бидејќи нема ни основни показатели. Прво, едноставно, најнепознаница е токму оваа експроприација на куќите кои што треба и колку треба да се дислоцират, односно да се рушат, така да мислам дека не е изводливо во овој момент да се става во план програм на развој на општина Штип. Освен за инфраструктурно уредување, на денешната седица на Советот на Штип беа усвоени повеќе програми за работа кои се дел од ингеренциите на локалната самоуправа и општинските институции.